Одиме со нашата тема. Зошто треба да дојде Антихрист пред да дојде Христос? Зошто Господ дозволува и ќе дозволи и во иднина да се случат уште поголеми беззаконија, уште подлабок пад на човештвото, и сите наредни маки и неволи што предстојат и за Божиот народ, зошто ќе го дозволи сето тоа? Зошто не дојде пред тоа? Значи, зошто не дојде сега, денес, и да нема ништо од идните неволи, никаков антихрист, никакви диктатури, никакви маки, страдања, прогонства и така натаму. Тоа беше прашањето за размислување. Сите одговори што некои од вас ги дававте предпладне беа на место, беа точни, но јас сакам да се фокусирам на еден друг аспект. Освен Христовиот пророчки говор, каде што ги споменува знаците на времето, последното време е опишано и на некои други места во Новиот Завет. Нема да ги читаме сите, но, например, да отвориме во првото послание до Тимоти, 4 глава. Прво послание до Тимоти, 4 глава. Каде што тука ќе го прочитаме само првиот стих. Прво послание до Тимоти, 4 глава, првиот стих. А Духот јасно зборува. Кој зборува? Духот. Тоа е Светиот Дух. Тоа е Божиот Дух. Дека во последните времења некои ќе отстапат од верата. Значи, што биле тие пред да отстапат? И тие биле верници, и тие биле христијани. Некои ќе отстапат од верата, зошто слушајки измамнички духови и демонски учења. Во последното време. Духот зборува дека во последното време мнозина христијани ќе отстапат од верата, слушајки што? Измамнички духови и демонски учења. Звучи страшно, нели? Дали веќе живееме во такво време? Уште одамна. Уште одамна. Да прочитаме некои други зборови. Овој пат во второто послание до Тимоти. Пред да ги читаме во 3 глава, 2 до Тимоти 3 глава, да се подсетиме од предпладне, значи, зошто во знаците на времето, знаците што го најавуваат Христовото доаѓање, кои што покажуваат дека е близу, зошто тие знаци се земјотреси, поплави, цунами, катастрофи, зошто такви катаклизмични настани? И војни, страдања. Зошто сето тоа? Затоа што луѓето, односно беззаконијата во човештвото, значи луѓето се расипаа. Во последното време светот е толку расипан, бившите христијански народи се толку расипани, ја веќе одамна велам дека не постојат сега ниту православни, ниту католички, ниту протестантски. Тоа се све бивши, поранешни христијански народи. Бидејќи ова што денес постои, ова секуларизирано, ова паганизирано, ова демонизирано,
Замислете, во англиканската, како ще ја нарекуваат србите, англиканската содомска антицрква, она чија што глава е сега кралот Чарлс, кој што на 5. мај треба да биде миропомазан за крал, со масло од Маслинската гора, од Ерусалим. И тоа масло, видите сега кој резил, го осветувал православниот ерусалимски патриарх Теофил III, за да го кронисаат Чарлса во мај месец. Кој екуменизам. Знаете што направи англиканската црква? Издала Библија, каде што Господ ќе биде родно неутрален. Значи, нема да се користи тој, негов. И јас се чудам како изгледа таа Библија. Значи, како, пример, секаде каде што се пишува Отец, Оче наш, кој си на небесата, како е тоа преведено? Како е тоа изменето? Единствениот неутрален род е средниот род. Тоа. Значи, ни тој, ни таа, тоа. Ја не знам како изгледа таа Библија. Толку да се забега, толку да се отиде во отпад. Чудо нешто. Значи, луѓето, заради нивните беззаконија, Божјата благодат се повлекува постепено, бидејќи се уште има милост, но постепено се повлекува се повеќе и повеќе, и заради тоа има се повеќе и повеќе зло, се повеќе и повеќе катастрофи, неволи, страдања, кризи и така натаму. 2 Тимотеј, 3 глава, 1 стих. И понатаму. Но ова знај го, во последните денови ќе настанат тешки времиња. Ја веќе го осеќам тоа. Еве, и вчера и денес разговараме со брат Миле, како било некогаш, и во црква, и воопшто односите во луѓето, каков бил живот, како тоа сега не е така, не е исто сега. Во овие тешки времења, зошто се тешки времења? Времењата не се тешки, ниту лесни, но луѓето ги прават да бидат вакви или онакви. 2 стих. Зашто луѓето ќе станат себелюбиви, вели овој превод. Се љубат себе си. Сребролюбиви. Иако денешните пари не се сребро, туку тоалетна хартија. Самофалци, горделивци, хулители. Ова е многу културно кажано. Значи, пцујачи. Да го преведеме на нашки. Но и буквално хулители. Значи, ова англиканска лажна Библија е богохулие. Непокорни кон родителите. Неблагодарни. Неправедни. Безбожници. Непомирливи. Клеветници. Невоздржливи. Нескротливи. Недобролюбци. Предавници. Видите што има. Обилуваме и со предавници. Пребрзи, надуени, повеќе сластолюбиви отколку боголюбиви. На изглед побожни, или кои ја имаат обличие на побожност. Со други зборови, луѓето ќе бидат се ова што е тука опишано, ама тие пак ќе си велат, јас сум православен, јас сум христијанин,
јас сум адвентист, јас сум верник, одам во црква редовно, или барем за големите празници. Луѓето, значи, ќе си ја задржат религиозната форма, меѓутоа ќе ја немаат суштината, бидејќи суштината ќе им биде сејот овој демонизам кој што го прочитавме. И советот на апостол Павле до својот ученик Тимотеј, овие што имаат обличе на побожност во 5 стих, за нив вели, а од силата на Бога се одрекле, се откажале, од Божијата сила се откажале. Од силата на побожноста се откажале. Катастрофа. И од нив бегај. Зошто бегај? Затоа што ако продолжиш да се дружиш со нив, ќе станеш како нив. Токму така. За жал, денешното христијанство е полно. И ова се сериозни предупредувања секој еден од нас да се преиспита дали побожноста која што ја исповедавме со голема љубов и сила во минатото се уште постои или останала само лушпата од банана, а внатре сме исполнети со секакви беззаконија. Да се вратиме малку на второто послание до Солуњаните, каде што ќе се подсетиме на едни други Павлови зборови во врска со последното време и конкретно на нашата тема зашто антихристот пред Христос да дојде. Почнувајќи од втората глава, значи второ послание до Солуњаните, втората глава, апостолот вели: а што се однесува до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и нашето собирање, или нашата средба со Него. Ве молам, браќа, да не се поколебате лесно во мислите своји и да ве обзема ужас, било поради некој дух, било поради некој збор, или преку послание, не баре како од нас испратено. Че видите, уште во првиот век, некој се дрзнувал да пишува лажни посланија, фалсификати. Псевдоепиграфи ги имаат наречено. Значи, фалсификат. Ке напишам нешто и ке речем дека апостол Павле го напишал. Ке го насловам со негово име. И такви фалсификати се ширеле во апостолската црква, во разни местни цркви. И сега апостол Павле ги предупредува да не прифаќаат такви лажни демонски учења, дури некој во името на апостолите проповедани, дека Божем веќе настапил Христовиот ден. Значи имало и такво лажно учење дека денес кој го проповеда тоа? Јеховените сведоци. Да. Христос веќе дошол, велат тие. Христос е веќе дојден. Се измачиле кутрите да предскажуваат датуми на Христовото доаѓање, се измориле од такво предскажување и конечно рекле дека тој веќе дошол. Третиот стих вели: никој да не ве измами на ниеден начин, зашто оној ден нема да настапи додека што? Додека најнапред не дојде отпаѓање. Значи, прво во самата црква треба да се случи голем отпад. Тоа е нешто што особено денес го гледаме на разни страни. Кај да се завртиме.
и не се открие човекот на гревот, синот на погибелта. Значи антихристот. Така? Дали разбираме што значи антихристот? Како појава. Не ни интересира неговата личност или функција, туку како појава, феномен. Четвртиот стих вели, кој се противи и се превознесува над се што се нарекува Бог или светост, за да седне како Бог во Божиот храм, представувајќи се себе се самиот како Бог. Потоа вели, не помните ли дека уште кога бев кај вас ви зборував за тоа? Кога Павле ја основал Солунската црква, кога прв пат им проповедал на тамошните верници, тој им ги кажувал и овие работи. Сега знаете што го задржа него да се открие во свое време. Тајната на беззаконието веќе действува, само тоа нема да биде извршено додека не се оттргне оној што ја задржува сега. Значи, постои некој, според ова Павлово учење, постои некој што ја задржува, го спречува, го попречува доаѓањето на антихристот. Но, ќе ни одземе многу време и тоа е една друга тема, но многу интересна тема. Кој е тој што ја спречува или попречува појавата на антихристот, неговото зацарување, неговата диктатура во светот? И зошто постојано се одложува? Неговите слуги пробуваат, сакаат, но се нешто ги спречува. Но нема да ги спречува за секогаш. Ке дојде време кога Господ целосно ќе дозволи да се зацари антихрист, да се воспостави една светска влада, една светска диктатура. А зошто ќе го дозволи тоа? Видите што вели апостол Павле понатаму. Тогаш ќе се, 8 стих, тогаш ќе се открие и беззаконикот, кого што Господ Исус ќе го убие со здивот на устата своја и преку појавата на своето доаѓање ќе го истреби. Но сега, понатаму, доаѓањето на тој беззаконик ќе биде под дејство на сатаната со секаква сила и знаци и лажни чудеса. И со секакво неправедно измамување меѓу оние кои загинуваат. Затоа што, значи, зашто Господ ќе го дозволи сето тоа? Може ли да се зацари антихрист? Може ли да се воспостави светска диктатура? Па и ова што досега е направено, дали ќе беше направено ако народите беа и понатаму конзервативни, побожни, христијански народи? Дали ќе може да се случуваат овие работи што сега се случуваат? Не може да може. Прво, народот треба да биде утепан со грев, неморал, беззаконија. Значи, тотално одвоен од Бога и неговиот благослов, за да можат демоните да ги вршат преку своите слуги сите овие злодела. Дали ќе се случеше пандемијата ако народите беа верни, побожни, христијански? Дали ќе се случеше? Не. Исклучено, не може да помине. Не може да помине. Затоа што луѓето отпаднаа од вистината. Затоа што беззаконијата се умножија. Затоа што злото зеде огромен замав. Затоа Господ го дозволи сето ова и ќе го дозволи. Ќе го дозволи антихристот, неговата дистопија, единствената светска влада,
единствената светска диктатура. Зошто? Затоа што луѓето, огромното мнозинство на народите во овој свет, ја отфрлиле љубовта на вистината. Бидејќи не ја примија љубовта на вистината, бидејќи го отфрлија Христа, бидејќи се одрекле од силата на побожноста, што читавме во Тимотеј. Затоа Господ ќе им испрати сила на заблуда, за да поверуваат во лагата. Господ нема да ги спречи луѓето да поверуваат секакви глупости, дури и дека потекнуваат од мајмуни, например, и дека се мајмуни, значи, по педигре, затоа што тие луѓе ја отфрлаат вистината и веќе ја отфрлиле претходно вистината. Бидејќи ја отфрлија љубовта на вистината, со која што можеле да се спасат, затоа Бог ќе им ја испрати силата на измамата, за да поверуваат на лагата и да бидат осудени сите кои не поверуваа во вистината, а ја засакаа неправдата. Значи, Господ ќе дозволи секакви страшни состојби, режими, ситуации, за сите оние кои што го отфрлија Него, кои што не сакаат, оние што не сакаат Господ да царува врз нив, тие, наместо тоа, ќе ги имаат ѓаволите за своји господари. И тоа е страшно. Начело со еврејскиот народ, за кого Елена Вајд запиша во Копрежот на вековите, отфрлајќи го Христа, го избра кого? Варава. И ќе ја чувствуваат на своја кожа бруталноста, суровоста на Варава се до крајот на времето. И рековме пред 2 години, денешниот Израел со над 65% од населението атеисти. И тие, значи, најголемиот делот ги примија отровите на Фајзер. Оние кои што се поблиску до верата, до вистината, до Светото Писмо, самата вистина нас не штитеше од тоа. Самата вистина не штитеше. Познавањето на Божието Слово. Но кој е одвоен од вистината, значи ја отфрла оградата. Ја отфрла оградата, која што го штити. Го отфрлаш Божиот закон и ја отфрлаш оградата која што те штити. Ја отфрлаш вистината, го отфрлаш, или како што рече во Осија, изгине мојот народ бидејќи е без знаење, и потоа што рече? Бидејќи го отфрли знаењето, Божијата вистина, и јас ке те отфрлам тебе да не ми вршиш служба свештеничка. Страшни зборови. И да се вратиме на Христовите зборови од неговиот пророчки говор. Тогаш, значи, кога ќе се зголемат беззаконијата и љубовта на мнозина ќе олади, што рече понатаму Христос, меѓу знаците на времето, што ќе се случува со самите негови следбеници. Да се подсетиме во Матеј 24 глава. Што ќе се случи, значи, покрај сите тие војни, страдања, катастрофи, земјотреси, беззаконија, лажни пророци, лажни Христоси, значи, сите тие измами, исто така. Што друго каже за самите негови следбеници? 9 стих. Тогаш ќе ве предадат на мачење и ќе ве убијат. И ќе бидете мразени од сите народи. Замислете. Сакаш да бидеш верен на Христа? Во Тимотеј имаше и друг стих, се сеќавате, не го читавме денес. А оние кои што сакаат да живеат побожно во Исуса Христа ќе бидат гонети. Така.
додека злите луѓе и измамниците ќе напредуваат, ќе стануваат од лоши по лоши. Тоа е исто така Павлови зборови во тие пасторални посланија. И 10 стих, тогаш мнозина ќе се соблазнат од Христовите следбеници, овие што ќе бидат предадени на мачење, овие што ќе бидат гонети и намразени од сите народи заради неговото име. Тогаш мнозина од нив ќе се соблазнат и еден со друг ќе се предаваат. Тие што ќе паднат, што ќе се соблазнат, и еден со друг ќе се мразат. Ова е, значи, опис на црквата. Опис на христијаните од последното време. И потоа ги повторува на повеќе, бидејќи 3 пати ги споменува лажните пророци и лажните Христоси, ќе се појават и ќе продолжат мнозина, и дури тогаш вели, и бидејќи беззаконијата ќе се умножат кај мнозина, љубовта ќе олади, а кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. Повикани сме да издржиме до крај. Ако христијанските народи не отпаднеа од вистината, ако не се откажаа од Христа, тогаш никогаш немаше да дојде антихрист, никогаш немаше да се создадат овие услови кои што сега, како што гледаме, особено оваа деценија, единствената светска диктатура ја прават се поизвестна. Значи, заради беззаконијата на луѓето, заради отпадот на христијанските народи, тие самите, отфрлајќи го Христа, го бираат и тие варава, односно го бираат антихристот. Заради беззаконијата на луѓето, заради неморалот на луѓето, заради прифаќањето демонски и лажни науки, тие ќе заслужат, ќе го заслужат антихристот. Според поговорката, нели? Секој народ има таква власт, каква што заслужува. Каква што заслужува? Сакаш самиот да живееш како бараба? Сакаш самиот сластолюбец, непокорен, измамник? Сакаш самиот да живееш како мајмун? Повеќето сакаат да живеат така? Еве ви мајмун! Еве ви мајмуни за премиери, за председатели. Еве ви измамници, криминалци, олоши. Зошто? Сега се сетив. Во времето на Византија, читав еднаш на интернет, заборев кога и каде. Имало еден многу расипан владика. Многу, значи неморал, расипан за никаде. Значи, проплакал народот од таков. И велат дека дури се молеле на Господ да им или да го отстрани, или се молеле овие верниве, да речеме, се молеле, барале објаснување, зошто Господи, зошто постави, зошто дозволи волку расипан човек да ни стане владика, митрополит и така натаму. И наводно на еден му се јавил Божи ангел и му рекол, пренесувајќи Господовите зборови, затоа што не можев да најдам порасипан од него. Значи, тој е затоа што ни јас не можев да најдам порасипан од него. Затоа што вие, народот, сте такви, затоа дозволив и сакав да имате таков владик. Кога народот би бил верен, никогаш немаше да дојде антихрист. И едноставно Господ би сакал во бесконечност, ако може во бесконечност да се продолжува историјата на светот, да се раѓаат што поише Адамови потомци, кои што ќе бидат спасени. Ако се раѓаат во здрави семејства, ако се раѓаат во христијанска вера, што повеќе да се раѓаат и да биваат спасени. И тие кои ќе пораснат,
да се мажат, да се женат, да создаваат своји потомства. Че кога луѓето би живееле по Божиот закон, Господ никогаш не би ја завршил историјата. Тој самиот сака што повеќе да се спасуваат. Што повеќе да се раѓаат и да се спасуваат. Но, кога светот почнал да се расипува, христијанскиот свет, уште од 19. век наваму, уште тогаш прифаќајќи разни измамнички учења преку дарвинизмот, преку марксизмот, преку еден куп, да не ги броиме. Иако општеството се уште било конзервативно христијанско општество, тие народи почнаа да се расипуваат прифаќајќи прво лажни учења. А резултатот на лажно учење е со тек на време неморал и деморализација на самите општества, на самите тие народи. До толку чудовишни размери, што ден денес, значи, отворено хулат на Бога и отворено, не се ни срамат, значи, бесрамно се фалат со своите гревови и со своите беззаконија. Христос ќе дојде конечно затоа што тој сака да го избави својот народ. Ако тие денови не се скратат, што? Никој нема да остане. Значи, зашто Христос ќе дојде? Значи, кога народот се расипува, кога светот се расипува, кога црквата се расипува, толку е по-блиску Христовото доаѓање, затоа што самиот свет си го носи крајот. Луѓето се расипуваат и со расипаноста на луѓето самите си го носат крајот. И затоа ќе дојде прво Антихрист, затоа што тој ќе биде капакот. Антихристот, неговата власт е капакот. Значи, дното. Или дно, како беше. Дното. Антихристот е дното. Овој, значи, има граница. Како што рековме, слободниот пат има граница. Момент кога престанува. Кога ќе тресне на земја објектот што паѓа. Или телото што паѓа. Антихристот и неговата власт е капакот на беззаконијата, врвот на беззаконијата. И после тоа, бидејќи во тоа време луѓето ќе бидат жигосани или запечатени, малиот остаток запечатени, останатите жигосани и затоа повеќе нема време на милост, нема смисла повеќе да се чека. Затоа Христос доаѓа после Антихристот. И Христос нема да дојде пред да настане отпад, односно пред да дојде Антихристот. Кога ќе биде и едното и другото, како година, како хронологија, не знаеме. Но влеговме во една деценија пред 3 години, за која што јас посакав да биде последната деценија од историјата на овој свет. И што се случи? Се случија неочекувани работи, почнувајќи од пандемијата, кои што, еве, и до ден денес направија 2030-та да изгледа многу далечна. Навистина направија оваа деценија да изгледа како последна во историјата на овој свет. Но не е наше да се занимаваме со времењата кои што Господ ги задржал во своја власт, бидејќи да се подсетиме и на зборовите на апостол Петар. Приоритет, кој е првиот приоритет за Господа? Неговиот прв приоритет. Да се спасат. Што е може да се спасат повеќе луѓе. Не доцни Господ со своето доагање, туку сака што? Трпи, за да што е можно повеќе да се спасат. Но еден ден на тоа трпение ќе дојде крај. Еден ден беззаконието ќе го достигне својот максимум до тој степен што луѓето ќе бидат толку расипани како пред потопот. Значи ќе бидат жигосани со гревот. Значи жигот значи капак, точка, веќе нема промена. И тогаш нема повеќе смисол да Господ да трпи. Што да трпи?
кога луѓето повеќе не можат ниту да се кајат, ниту да се спасуваат, затоа што ќе бидат расипани до крај. А малиот остаток запечатен и заштитен од сите тие неволи до крај, се до Господовото доаѓање и воскресението на мртвите од сите векови. Нека му е фала и слава вечно. Амин.